Заврши уште еден дел од ископувањето на Била Зора, каде беше откриен значаен дел од овој уникатен дворец покрај сите досегашни уникатни предмети и монети. Она што беше предвидено од тимот археолози, предводени од професор доктор Драги Митревски, веќе полека но сигурно излегува на површина. Како што истакна и професорот, станува збор за еден од најзначајните рано-антички локалитети во Македонија и единствен од ваков тип во Средна Европа. Станува збор за значаен локалитет кој бара време и големи финансии, како што напомена градоначалникот Тасев. Финансиската помош која добиваат не е доволна за целосното ископување да заврши што поскоро и локалитетот да стане туристичка атракција. Што несомнено и во овој период додека се уште траат ископувањата, има доста посетители, туристи, љубопитни кои што сакаат да видат и да знаат за што станува збор. Ние бевме на лице место и разговаравме со професорот, со градоначалникот, директорот на музеот на општина Свети Николе и еден од работниците кои што се таму, односно студент на археолошкиот факултет. Се наоѓаме на локалитетот Бела Зора, каде што професорот Митревски интензивно работи со стручниот тим под покрителство на Народниот музеј во Свети Николе. Посебно сум задоволен што истражувањата добро напредуваат, се откриваат нови наоди. Нема да навлегувам во стручноста затоа што не сум стручен во овој дел, меѓутоа дојдов да се импресионирав од наодите кои што ги дава локалитетот Бела Зора. Верувам она што го кажав многу одамна уште почетокот на мандатот, сега малку ќе го преформулирам, ќе кажам еден ден Бела Зора ќе биде посетена од илјадници странски и домашни туристи, затоа што е локалитет кој што навистина нуди нешто што навистина на друго место го нема и верувам дека со новите истражувања, мој апел е до управата, до Министерството за култура, што повеќе средства да одобрат и да дадат, бидејќи овде излегува чиста Македонија, овде излегува нешто што на друго место го нема и верувам дека стручните луѓе ќе го кажат тоа. Локалната самоуправа дава силна поддршка на ова, со изградбата на патот до овде, со логистиката која што им ја даваме. Ќе лобираме за средства затоа што Бела Зора се уште воопшто не е ни почната да го дава она вистинското светло кое што треба да го дава, а дава една вистинска светлина и сјае со своите убавини и моментите кои што откриваат овде. За фасцинација може малце рано, но сепак овие работи што излегуваат, ние ги очекувавме, затоа не сме така одеднаш фасцинирани, но ги очекувавме уште кога излезе, кога решивме со градоначалникот пред се да се прави тука автопат, и таква инвестиција да се превземе, вие треба да бидете не 100%, да бидете 103% беше, 103%, да бидете сигурни дека тука ќе излезе нешто за кое што за патот. Дека тука ќе излезе нешто за кое што ќе вреди човек да развива туризам, да вложува следните години и од тоа да излезе туризам кој ќе оправда све. Сега сме токму во таква ситуација кога можеме да кажеме дека да, тука имаме работи кои ќе бидат атракција туристичка не за многу. Може да биде тоа за една година, две да се направи. Се сега во прашање се пари, све во парите сега. Колку ќе има пари, толку ќе има музика, може да се отегне тоа за 3-4 години, може за една година да се заврши, но како напредуваме, веќе ништо не изненадува затоа што све плански излегуваат простори една по друга во палатата. Палатата е од таков карактер, единствена од тој вид во овој дел на Балканот, се токми со најголемите градби од тоа време, од рано-античко време, од 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера воопшто на Балканот. И ова е можеби и најлуксузната од сите досега познати и најдобро сочувана. Навистина, архитектурата е од локалниот песочник кој многу се рони и кој создава проблеми за се конзервира, но е многу добро сочувана, многу добар степен сочува на палатата, а самата по себе атракција без да се нешто посебно реконструира. А тоа што оваа година го откривме е токму елементи за нејзина реконструкција. Значи, откривме толку движни наоди, толку архитектонски, градежни, археолошки моменти нови, кои ни дозволуваат да направиме комплетна реконструкција на палатата. И таа
еден ден по таа реконструкција да се конзервира и да се стави во туристичка експлоатација. Ако тоа се направи, верувајте дека, како што рече градоначалникот, на вистина Свети Николе ќе има зошто да се дојде во Свети Николе. Не од нас, него од сите тие што одат по главниот автопат да вртат до тука прво, пред да продолжат надолу. Убеден сум дека тоа ќе се случи, ако не за 2-3 години, за 4 години сигурно. Па денеска завршува теренската работа, меѓутоа продолжуваат со канцелариската работа активностите некаде до 20 овој месец, каде што дел од стручниот тим продолжува на времена, конзервација и заштита на она што го најдовме овде. Навистина има многу наводи, јас сум презадоволен од тоа што го сработивме оваа година, со оглед на средствата кои што успеавме да ги добиеме од двата проекти, од Министерството за култура 500.000 денари и од Управата за заштита на културно наследство 300.000 денари. Управата малку не искуси оваа година, меѓутоа се надевам дека во наредниот период ќе добиеме повеќе средства и ве лобираме, сите заедно работиме, затоа што локалитетот е во таква ситуација сега да не може да чека. Мора да продолжиме со работите, не очекува и период на конзервација, пред зимата да настапи. Како и да е, ние ќе продолжиме со активностите во правец на афирмација и на реклама на ова што го имаме овде, бидејќи и самите работници овде можете да ги прашате и стручниот тим, додека работи овој временски период од месец дена, околу 40 дена се на се, сами кажуваат дека многу луѓе доаѓаат само иницијативно, некој ќе запали кола и ќе дојде од Скопје или друг град специјално за да види Била зора. Мене ми е жал што еден поголем дел од мештаните не доаѓаат, ја немаат можеби информацијата, секојдневните обрски ги, се занимаваат со други работи, меѓутоа ве апелирам до сите светениколчани да дојдат да ја посетат Била зора. Бидејќи кога ќе им дојде гостин, да знаат каде да ги донесат, нема да зажалат за тоа што вреди. Навистина вреди. Пред се да поздравам телевизијата и светениколчани. Јас сум студент по археологија на Институтот за историја на уметност и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Имам посебна чест да бидам тука гостин на ова истражување, како студент од стручниот тим, дел од стручниот тим на професорот Драге Митревски. Фасциниран сум од моменталното истражување. Јас како студент имам некоја чест да присуствувам токму на овој локалитет и стварно очекувавме убави наводи. Излегоа убави предмети кои се многу значајни во овој момент за македонската археологија. Врзан сум со оваа тема и тоа ме натера дополнително да дојдам тука баш на овој период. Тоа ми е исто и темата јас студирам на антика и пред се сум многу фасциниран од тие предмети што излегоа, што ги очекувавме да излезат токму и да бидат единствени од овој карактер на територија на Македонија, може и пошироко. Посетители забележуваме, како од домашните, така и странски посетители има. Сликаат, снимаат, сакаат, ги интересира, се распрашуваат што токму се случува на овој локалитет тука. Зашто е посебен, прашуваат и такви работи. Сепак треба да прерасне ова во една туристичка атракција